сепак ние успеавме да донесеме голем број на компании кои што отворија нови работни места и кои што дојдоа од нула. А тоа го направивме заради две причини. Прво, затоа што имавме добри услови создадено, комплетно ги сменивме законите за работење на фирмите, комплетно ги сменивме. Намаливме даноци, намаливме бюрократија. Проектот регулатор на гилотина, ако се сеќаваш. Како не? Стотици, Два пати го промовиравте ке мене. И стотици делчиња од закони сменивме во комуникација со стопанските комори и директно со фирмите, со 300 компании. Земавме примероци на 300 компании и од големи, и од средни, и од мали. Да има секакви од различни бранши. И плюс стопанските комори. Со нивна соработка, се што ви смета, викаме, давајте. Едно на што ни текнува, што знаеме ние. Второ, вие сте во бизнис секој ден, вие би требало уште повеќе да знаете од нас. Давајте се што ви паѓа на памет. Прво дава со недоверба, дури и не дава. Потоа видоа дека како ќе дават, ние менуваме закон. Се охрабрија, почна да даваат многу. Нормално имаше тука и нешто што не држи вода да се смени и така натаму, нели човек кој ќе види дека нешто тргнало па гледа да бутне и нешто што не е во ред, но како и да е. До каде може да се растегне ластикот? Како и да е. Јасно е се тоа. што беше логично и што му сметаше на бизнисот, ние го сменивме. Создававме добра клима, домашните почнаа да се охрабруваат, да направи ново погонче, да го прошири, почнаа странски да доаѓаат и почнавме, тоа е втората точка, силно рекламирање на тоа што сме го направиле надвор од земјата. И преку меѓународни телевизии, од типот CNN, RTL и слично. Инвест ин Македонија. И преку промотори. Развивме голема мрежа на промотори. Јас го слушам овој Стево Пендаровски денови, човекот појма нема економија, мора да ви кажам. Кажува дека промоторите сме ги ставиле во најдалечните земји. Прво, промоторите најмногу се во Европа. Второ, се најмногу во Америка. По некој има во некои, како Јапонија и така натаму, тоа се два тројца. А највише има инвестиција? А највише инвестиции има од Америка и од Европа, како да ви кажам. Особено од автоиндустријата? Ние сега одиме со 6 промотори во Америка. Бевме со 3-4, сега го зголемуваме бројот, затоа што таму има најмногу и го зголемуваме бројот на 4 во различни 4 града во Германија. Имавме 2. Исто сега така на 4. во автомобилската индустрија ќе виде. Што? Па овие инвестиции, промоториве, тука напаѓаме највише. Промоторите напаѓаат се. Значи, нивна задача е све да нападнат. Они се тренирани и за автомобилска и за неавтомобилска. Во овој период досега најголем интерес имаше автомобилска, ама имаше и други. Тука е Продис од Русија, фармацевтска индустрија. Тука е Технохозе, машинство. Тука е има повеќе други. Гришко од Русија исто така балетска опрема. Но најмногу, факт е, најмногу имаше интерес во автомобилската индустрија и добро е. Важно е да се отворат работни места. Мене не ми е толку важно од која индустрија е. Се сеќаваш.